boleće moje oči i ovu svetlu noć i jutru će proklijati i sviju rana sok, pravda kojom i zvezde moje na moje oči pate. Što piše? Това je jednostrana prepiska. U to vreme, znači ne se sjećam da imalo period koga sam mogla da go vidam kao čovek, kao učenik, kao fizionomija u školski dvor. Znači ne prisuствувал. Inače sam gi znala generaciju ti 4-5 godini pred mene. Iako to je, što se vika, niži klasevi i возрастni. Pak nešto će se zadrži u sjećavanju to za nego. Ovo ne. Ja sam što možem da kažem sam go videla. A ni toj, ni ja svoj glas ne sme si go čuli. Ajde sad, stvorite si jedna položba u to vreme kakva bila. Tuka na to mesto, vraćajući se od učilišta, jedna ista osoba stoji. Nikoj od nas ne znajevme i ne se prašavme baš taka so po nekoj dlaboko interesirani. Samo ista osoba ovdje često gleda me. Da li, ko je, što je, nikoja ne znaše da odgovori. I to taka продължи izvesno vreme, pa i prilično može biti. Su meseci taka. Jedno vreme za tebe stoji, za tebe se interesira, za mene ne. Onaka nesebično. Nikoj ne beše toliko nezgoden da reče za mene. Znači pa jedan pitom odnos u drugarkite. После, što bi kaželo še? To така траеше неколку, jedan подал крок, 5-6 месеци или колку, после почнаа да стигнуват дописни картички, тия картички кои по не знам и сама како се дочувани. Војни, женитба, деца, семејство, ама ете останале некаде. На некој начин. Со извесен пиетет, вероvatno. Иначе тоа би се расфрлило. Од секогаш нешто пишано со перо а има вредност, радост сум сакала да зачувам. Почнала да иде преписката, мајка ми ви кажав оти неписмена жена. Ги ставала, кучичката ни беше при земле и спрат горе. Тука некаде Сармале се вика сега тој дел и улицата Владимир Назор сега, потоа беше Франш де Пере. Добро. Франш де Пере, број 5. Почнале да идат картички. Мајка ми, поштарот ќе дојде, ќе викне, ќе прими и ставала на една греда у Тремот. Тука по обичај си ставала мајка ми и други своји прирака работи. Значи, нешто као кога пере у Тремот, модро тога се употребуваше за белење на памучните бели работи. Тука и стоеше, до нив почнала да ги става картичките, мајка. Не заинтересирано. Ама, бидејќи тие започнале изразито почесто да доваѓаат, она ме праша. Кој е мој ќерко вој што ти пише волку често? Се успокои кога ја и кажав така како што мислам. И ја, мамо, не го познава. Добро. Се успокои веднага жената. А кога ни натака ги примала, она е дома, јас сум на училиште,
Не знам дали има нешто пред това, кога била незадоволна и неубедена дали тоа е уред. Може нешто па и немарно да ставало овде, онде не сум ја прашал. Но откако доби еден одговор, чист, искрен од моја страна и ја не знам кој, редовно си стоја, ја тоа брзо го пренесов на другарките, како доживљај у младост. Почнавме заедно да се враќаме од гимназија и прво кај мене дома. Уш од портата ќе догледаме имали картичка, друга немали. Не знаете, оти уште моментално тука, нели тоа не се големи текстови. И веднагош истиот ден текстот на памет. Сите го знаевте. И ја, и моите другарки, и сите. За секоја картичка они знаеја. Една ќе почне и готово сите као на памет научен. Додека беше у градот, таму на тоа место, галарија, што ви викам, го гледавме. Потоа се изгуби, можеби, и почна картички да доваѓат Сплит, дали војник бил таму, не знам, нешто, каде што се движеше, па по некоја картичка ќе доја. Тие беа претежно црно-бело. Се викаше Руска галерија. Таа серија на тие картички. Црно-бела, не обоја. А тие покасно што ги добивав, таму кај што се движел, по затвори, војска, не знам уште како да ви објаснам. Тие беа, ако е град од градот, картичка. Но и тие се навоѓаа на исто место, кај што беа и овие Руска галерија. Колку време траже? Па тоа 2 години, може би, и нешто малку и откако се оженив. Да, таа па картичка, зошто да не? Еве, честитам. Као ми честитал една картичка, наоѓа сили и да честита дури. Таа стигна ува куќа, кај што сум мажен, но немаше тука ништо тајно, се беше јасно и од самиот текст на преписката. Каква, да кажам, ја не знам каква врска било тоа, да не си чуеш глас, ни свој, ни него. Биди среќна. Благодарам за се. Среќа ви посакувам, не болка и солзи. Само болот е мој, не нашата љубов. Колку ли лудо ве сакам убавка. Па ако поминете утре со наведната глава, нема покрај мене божествена жено, знаете само, посилно, одошто змијата кога сипе отров и со болка под лабока од мојот гроб, те поздравува срцето што пати по вас. Кога беше 14 години, за мене беше голем син. Најстариот, не знам дали го знаете, Ане Ѓоргов е он. Мислам, од тие 3, првиот. И татко му често на пат, оти у заедницата кај што припаѓавме, он се бавеше со набавна политика за трговијата. Ова семејство овде, таму, тука беа браќата 4, и тука припаднав ја. Значи, често на пат, и ја како прво дете, добро се учеше, бевме добри, однос родителски не беше строг, у една мера на разумност. И ја му викам една вечер, еде, синко, седи малку да си поприкажаме, да ти кажам како било у наше време тоа младенските чувства, платонски. И ги изнесувам картичките. Леле, а он пак у тоа време председател на
на литературната дружина у гимназијата. Сега присно е ова, значи, текстови, поезија и се друго. Јако се заинтересира и се возбуди дори. Па утринта па си оди на училиште, ја сосема едноставно на свое место ги враќам и си водам домакинство натак. Меѓутоа, он се пофалил на својот класен раководител, што им предавал и германски и македонски. Дали го знаеш ти господин Гаврил, покасно што стана господин Гаврил, на еден многу непоштен начин тој господин Гаврил, детево му се пофалува за вакви картички. И он дава сугестија да ги он донесе, да ги донесе. А дете од 14 години не може да расудува неговата замисла. Ги носи и организира препишување на сите тие 35 картички, текстот го откуцуват и синов му помага. Тоа така траело можеби до 11 сати ноќта у гимназија, у канцеларија некоја. Каде е Ане? Што го нема, он си иде во ова време, треба да се вечера, по мое. Нема го. Испаѓаме по часија, некои другари може знаат каде. Нема го. Кога гледаме у гимназија, осветлена некоја соба, канцеларија, веројатно. Па он е сигурно у гимназија, нели, на литературната дружина, некоја одговорност има, а и зидни весници тога беа актуелни. Нели? И се спремаат тие зидни весници, он има своја по некоја важна одговорност, се задржа. Спокојни си, идеме дома. Веќе едно објаснување си дадовме. Да, значи тој господин ги отуѓи по еден нечесен пат од мене тие работи. За кое ја многу покасно видов дека ми го нема тој материјал. Затоа што меѓувреме се роди третото дете со нежно здравје и ја немав ни слободно време да се занимавам со нешто мое у животот. Дури кога мои внуки, роднини, се ученици у гимназија, од тие класеви кај што се учи за раци. Класната директорката готова, Велешанка, заменуе некој час и околу литературата нешто ги занимава и ми вика, знаете ли деца дека Кочо Рачин го добил името по девојката која што му била идеал некаков. И дека таа девојка живее у Велес. Ја викаат, сега е мажена, ја викаат Раца Ѓоргова. А ја тука имам внуки роднини. Баба ми, тетка ми, вака, нака. Се враќаат од школу. Идат по Лесвичиве, ја и тога овде живе. Пеат една песма, тога е омилена, хит некој, Лако Курача. Убаво пеја, млади деца, расположени. Слушам ја и се качуват горе. Леле, тетко Рачо, што ти нам не си ми кажала, вака, нака, некако, на свој начин. Покажат изненадување, одушевување, се скупа. Директорката Вова ни кажа, вистина ли е, нели е, елте деца, елте горе. Ќе учите, може би, ќе знаете, може и повечко од мене нешто.
Така беше тоа сознание, да ја погледнам, шом покажала картичка, значи тоа е мојата. Тоа се од моите картички. Одам да проверам, ги нема. И сега мислите какво непријатно изненадување ја имав. Сосем случајно. Почна да се интересирам каде е тој материјал. Децата рекоа у гимназискиот музеј. Гимназијата, музејот, гимназиски. Колку ги има, што ги има, не знаја децата да кажат и ја почнав да се трагам по тоа што е моје. Оттаму ми рекоа, беа ваму и ми опишаа у еден албум каде што има посвета на гимназијата, овој материјал посветен, подарен на гимназискиот музеј од синот Ане Ѓоргов. Тија првиот чекор се најде у гимназискиот музеј. Од тука го знаеш ли ти, ми се чини да беше овде музејот, он кај што работеше. Груев, да, Груев. Потова разбрав дека се од тука кај Груев, у музејот. Одам кај Груев, беше човекот не можеше и навредливо да одговори и со книжка црвена вака да почне да мафта, за да ме уплаши да престанам да трагам. Само сакам да ги видам. И имам право за тоа да барам. Може би некаде стојат заклучени, ама јас сум таа сега што ќе отклучиш да видам тој материјал. Прво, тога ја извади црвената книжка и така малку да ме. Као ете онје некој нешто, у кое не морам до крај да барам за седе нешто. Вика, прво да ти одобри социјалистички. Ја немам врска со социјалистички. Ја знам да се кај тебе, не да се таму. Ако се таму, таму ти идеш. Тоа го одбив, не отидов, само му реков, забранувам да бидат истакнати. Нека се кај вас, може би еден ден, бидејќи де факто де јуре јас сум собственик, тој што ги подарил малолетна особа, еден ден може би судски ќе се расправи. Ама времето не работеше за това. Никој адвокат не почнуваше за да ми се вратат. Сеедно, најпосле реков, може би право место е една таква установа, само јако ќе одлучам да ги дадам. Тоа. Таму, ваму, ја видов албумот среден, хронолошки, како пристигнувале картички, хронолошки средено, многу педантно. Това го сторил тој мој син, што сега веќе, кога сме се сретнале по таа тема, како се догодила, он е малолетен. Респект имало према материјалот, некоја почит. Се ценело секогаш кај нас тоа што преку перот има и вредност. Напишано преку перот има и вредност. Не сум баш проверила у установата да навратам и да прашам, меѓутоа у Академијата на науките у Скопје. Службеничка која работи у таа установа и ги обработувала своевремено. Она ми кажа дека ако сакам да идам да ги видам, може. Иначе не се доставени на секого и дека се наводјаат во таа установа. Земам твоето име како мое.
a zato ti podarujem besmrtnost. Kondenziran vozdih po tebe antologija na bolkate i moje portre ako pobaraš. Kapka krv pod moje to telo i duša, gdje imaš veđe. Moje to idno ime me vrzuva za sekugaš so tebe. Prosti mi li prokolnuvaj se jedno, a ja ste ljubam, se proštevam i se zaboravam. Jedno samo žalam, što najjačo smislata preko zvukot na tvojte zborovi ili barem livnata traga so mastilo. A sega zbogom. Zbogom ti minato milo, zbogom ti srce od kamena, zbogom za sekugaš. Се викав дека што и да кажам е по-малку и неинтересно, оти нема други, се е кажано, се е пишано што се однесува на писателот Гочо Рац. Има па биографии лични негови, па и допуна друга од други фактори, ја мислам нема релеванти нешто поново. Не мислев дека тука имам и ја некој удел. Игра на времето на животот. Само сум сметала дека постои нешто у него внатре кое дојдено е до степен да избие. Дали имам ја некаква заслуга? Не знам. Некој сака да каже да, а ја не мислам баш така. Мислам се е тоа толку негово и толку нараснало што сака да избие. Да кажам едноставно од кожата надвор да избие. Тоа што е, мислам да е негова заслуга. Некој сака да каже, упоредуваше. За таа здање го рече, особата. Тоа здање имам некоја тула внесена. Многу, не знам како, несимпатично звучи, ама така го рече. Бидејќи не се сметам ја да имам добар дел некаков, макар и таа тула некој што го прави ко упоредување, скромна сум у тој поглед. Не сакам да си припишам ништо свое. Дали ми годи, и тука сум нашла една мерка на умереност. У тој поглед веднага ќе кажам сега дека сакам да не претерам. Сакам со чувство на мерка да е тоа. И затоа не знам дали јас се изменив по тој случај. Се си го припишувам на негови гени, на негови наследни особини, ако ги имаат, веројатно и ќе ги имаат. Нешто што си го носи своето, секој сам со себе си го носи. Инспирации, дали баш од кај мене потекнуваат, не знам како тоа да го прихванам, но па ќе го речем, тоа латинска пословица е omnia mea mecum porto. Секој своето со себе си го носи. Се учеше у школите доста и песни, и напамет, Ленка, тутуноберачите, да. Доста содржајни. Ја мислам пред него, ретко кој да пишал за трудот и работникот нешто појако од него. Табели могли, нели, таа збирката негова и прва збирка на македонски штампана, тоа се вие исто знаете, мене ми ја донесе некој. Остав со посета што е од дома исчезна. После ја имавме. И еден примерок, и уште еден примерок, издање прво, второ. Сме ја имале, може би тука да има уште некаде, а таа со посвета ја снема од дома.
Па sad дали од него испратена, дали ми ја донесе, која беше? Ми ја донесе таа Невенка Вујчи, која јасно од многу позиции, да кажам, се гледа дека покасно била нешто и повечко од пријателка. Ја да ја најдам треба овде. Што викам да е ќерка на еден учител српски, у тоа време тука беа србите. Знам само мојот маж употреби не е случајно. Не е случајна смртта. Нели, на, како се викаше местото кај шо Лопушник, да, Лопушник. Само прво од него чув дека не е случајот сам по себе. Со едно неповерење го прими мојот маж, ја не знаев тој правец како да размислам. Ако сметав тоа као губитак, у пошироко значење, не лично ја како чувствувам. А и тој што ни предаваше латински беше доктор по теологија. Со самиот позив доста животот го знае. Ми се чини кога мене дома ми рекле оти не треба да одиш веќе, ќе те мажиме. Да не тој ден он едини мене ме гледаше вака, ме посматраше и јас си вика, ако ме праша што си као расејана, што не си утек така со поголем интерес на часот, да не ти му речем, па породичне ствари. Така мислев ќе треба да му речем. Добро е што не ме прашаше, бев готова да му кажам. А ако му кажев, со своите непълни 17 години, веројатно корисно ќе ме посоветуел, ако мислел дека не е најважно волку рано да се стапи у брак. Има време, веројатно ќе рече за се, затоа што тој човек има огромно искуство животно. И со својот позив, и со годините. Не ме прашаше, а ако ме прашаше, сигурно нешто ќе се изменеше кај мене. Па ако бидеш среќна, скорни си желба по мене и мојата крв. Сети се само за мене и мојата болка. Ништо повеќе. Стропите од крв се последниот отров за мојата љубов, тебе и она безсмртната. Заблагодари се нејзе. Што сакав да ви кажам? Невенка Вујчи, што ја спомнувам и што ја знам лично, тоа е ова, Значи, ако има која да оставила траги кај Кочо Рацин, тоа е важен. Ваа млада девојка. Земам твоето име како мое, а затоа ти подарувам безсмртност. Кондензиран воздух по тебе антологија на болката и моje портре ако побараш. Капка крв од моето тело и душа, ја имаш веќе. Моето идно име ме врзува за секогаш со тебе. Прости ми ли, прополнувај се едно, а јас те љубам. Се проштевам и се заборавам. Едно само жалам, што не ја чув смислото преку звукот на твоите зборови
ili barem livnata traga so mastilo. A сега zbogom. Zbogom ti, binata milo, zbogom ti srce od kamen, zbogom za sekundaš. Bili srećna, blagodaram za sve. Sreća vi posakuvam, ne bolka i solzi. Samo bolot je moj, ne naša ta ljubav. Koliko li je ludo vesakam u bolka. Pa ako pominete utresu navednata glava, nema pokraj mene, božestvena ženo, znajte samo, posilno, odošto zmijata koga sipe otrov, i so bolka podlabaka od mojeg grob, te pozdravuva srce to, što pati polos. Pa ako bideš srećna, skorni si želba pomene i moja ta krv. Sjeti se samo za mene i moja ta bolka. Ništo poveće. Stropite od krv se posljednji od otrov za moja ta ljubav, tebe i ona besmrtna ta. Zablagodari se ne izve.